Добра вечер до сите слушатели на МИМ Радио. Во оваа емисија ќе зборуваме за одливот на млади кадри од Македонија во странство. Младите во Македонија се повеќе се одлучуваат да заминат во некоја од европските држави, Америка или Австралија. Таму тие наоѓаат работа и решаваат да останат да живеат. Јас го сакам МИМ Радио. Прво ќе позборуваме за младите кои доаѓаат од помалите градови во главниот град Скопје. Тие во Скопје почнуваат со студии и на крајот се решаваат да останат да живеат во овој град. Зошто е Скопје толку привлечен за младите? Која е причината за една таква одлука да се остане во големиот град? Останете со нас во наредните 15 минути за да ги дознаете одговорите на овие прашања. Јас го сакам МИМ Радио. Вашето омилено МИМ Радио. Јас го сакам МИМ Радио. Повеќе за оваа тема од Петар Клинчарски. Вашето омилено МИМ Радио. Јас го сакам МИМ Радио. Јас го сакам МИМ Радио. Станува ли Скопје американски сон на студентите од градовите во внатрешност, која е единствената дестинација за излез од безизлезноста, во потрага за подобна живеачка ја гледаат токму овде. Отворањето на дисперсирани студии во неколку градови низ Македонија ја зголеми понудата за стекнување факултетска диплома. Но традицијата на студентската миграција во Скопје продолжува како и досега. Полемиката е колку дисперзираните студии го нудат истиот квалитет на настава и дали добиената диплома ја има истата тежина како на државниот, Свети Кирил и Методиј или приватните факултети. Досега пропаднаа неколку дисперзирани студии, меѓу кои во Берово, Пробишти, Пиструга, поради малиот интерес. Ангелина Танева, професор доктор на Универзитетот ФОН, објаснува дека во Македонија е популарно да се отвораат дисперзирани студии не само на државните, туку и на приватните факултети. Целта им е да ги привлечат и задржат студентите во родниот крај, со што ќе се ублажи целокупната концентрација во Скопје. Не стално сите сакаат да дојдат во големиот град. Имам и голем отпор на голем број на млади луѓе, затоа што и таа пренаселеност и некои луѓе не успеваат да се снајдат. Иако можностите во поголемите места се нели поголеми, бидејќи вистина е дека во едно мало место е многу се помали можностите, помалку работни места се отвараат, почесто се затвараат. Каде по завршувањето на студиите младите да најдат работа кога само Скопје нуди поголеми можности? Статистиката укажува дека скопските бизнисмени и фирми имаат профит неколку пати поголем од вкупната заработувачка на другите градови заедно. Но која е стратегијата за отворањето на дисперзираните студии и на кој начин градовите можат да заживеат кога нема отворање на нови работни места? Неда Коронковска, представник на невладината организација Реактор, ја обвинува државата дека 20 години нема донесено соодветно решение за неконтролираната пренаселеност во Скопје. При тоа, дополнува дека ни самиот престој на студентите однадвор не е финансиски регулиран, од аспект на тоа дека младите престојуваат и работат во Скопје, меѓутоа нивниот личен данок се плаќа во родното место. Со тоа пак се создаваат проблеми на скопските градски власти, а тие не ги добиваат парите кои што ги заслужуваат.
Вие ако немате соодветна регионален развој, кој што е планирано од државата со одредени, субвенции за одредени региони да се развиваат, вие не можете да очекувате луѓето свесно да остануваат и да живеат во сиромаштво и во беда. И тоа е точно. Кај нас поголем фактор на вработување е социјалната мрежа која што вие ја имате, отколку вашата диплома и вашата наобразба. И тоа е голем проблем на иден економски развој на државата. И популационен, демографски, секако урбан развој. Бидејќи не е само напуштањето или депопулацијата на голем дел од територијата на Република Македонија, проблем е изгуснувањето на Скопје. И што тој урбан развој на Скопје неконтролиран, рапиден, ќе доведе како резултат негативен врз стандардот и квалитетот на живење. Сепак старожителката на Скопје, Елена Ризанска, вели дека иако градот многу одамна е пренаселен, веќе се навикнала на гужвата на мигрантите. Таа вели дека дисперзираните студии не нудат адекватни кадри во моментов и затоа продолжува бегањето на младите од другите градови, мислејќи дека Скопје има капацитет да ги вгнезди сите. Кога би имало таму солидни факултети, нека заживее и провинцијата, и селото, и малите градови. Анита Буровска од Берово, добитничката на годинешното признание за најдобра студентка на економскиот факултет во Скопје со 10 просек, објаснува дека младите се печалбари во својата земја трагајќи по покомот на екзистенција. Останувањето во внатрешноста на Македонија и вработувањето во некои од другите градови, како што на пример Берово, каде што би требало да се вратам, секако би го ставил како последна опција. На денот посветен на македонските студенти, 11 декември, беше презентирано истражувањето во кое 60% од младите сакаа да ја градат кариерата во Македонија. Вашето омилено Мим Радио. Еден од големите проблеми со кои младите македонци се соочуваат е невработеноста. Нашиот новинар Марко Петровски го истражи овој проблем подлабоко. Јас го сакам Мим Радио. Јас го сакам Мим Радио. Според статистиките на Агенцијата за вработување на Република Македонија, во последните неколку години бројот на млади невработени лица постепено се намалува. Во категоријата невработени на возраст од 20 до 29 години, до 31. октомври 2011 регистрирани се околу 68.000 лица. Споредено со изминатите години има благо намалување. Лани во истиот месец имало 77, прелани 84, а во 2008 година се регистрирани 86.000 невработени млади. И покрај намалувањето на невработеноста кај новите генерации, бројката се уште е голема. Александар Николиќ од Скопје има 20 години. Студира информатика на Природо-математичкиот факултет во Скопје и истовремено работи за да се ги исплати студиите. Работев на пазар како продавач. 2 кафича работев, еден кафичка од конобар и шанкер, еден кафичка само како шанкер и интернет работа. Работењето на интернет, што го спомна Александар, всушност се случува преку социјална мрежа, направена конкретно за барање и нудење работа. Секој може да си направи свој профил, на него да постави негово CV и да пребарува работа по категориите за кои личноста има афинитети. Кога ќе прифатите некое задолжение, работодавачот ви дава рок и на крајот кога ќе завршите со проектот, тој ви исплаќа пари на кредитна картичка. Задачите на интернет се од различни области: пишување текстови, изработување фотографии, дизајнирање веб страници, обработка на звук. Најисплатливо е интернет работење од Скопје, што беше $5 зимам од работа, ама дојде до тој степен кај што зимам по $300 од работата. Ако работиш и трошиш доволно колку што мислиш дека ти е потребно, не повише од тоа, да се заработува, да си ги платиш и студиите, имаш време и за студирање, тешко може да најдат работа, пошто не се заинтересирале доволно за да најдат работа.
Според мене сака да работат нешто кај што се сиди канцеларија и да почнат одма со нека поголема плата. Јас го сакам Мим радио. Вашето омилено Мим радио. Дали е само финансискиот момент тој што ги тера младите да си заминат од државата или постои нешто друго? Повеќе за ова од Марија Хаджи Стојанова. Јас го сакам Мим радио. Се поголем е одливот на млади интелектуални луѓе кои заминуваат надвор од Македонија. Нивните капацитети се многу повеќе ценети надвор. Институциите пак не прават ништо за спречување на ваквата појава. Младите се жалат дека со години наназад единствен начин на вработување е партиската книжка, без разлика кој да се наоѓа на власт. Едва чекав да се вратам за да работам во мојата земја, откако го завршив факултетот, аплицирав на многу фирми, меѓутоа секде бев одбиен со истиот одговор дека не сум потребен, најчесто беше бидејќи не сум партиски определен, немам партиска книжка и во ниедна фирма не можев да се вработам. Многу сум разочаран и гледам дека не сум потребен во нашата држава. Мојата иднина ја планирам во Виена. Бобан пред 2 години го завршил факултетот за информатика на ТУ во Виена и е еден од многуте млади луѓе кои што ја напуштаат својата земја зашто не гледаат перспектива. Македонија годишно губи €1.000.000 од одливот на високо образовани млади луѓе кои заминуваат по подобар живот во странство, кажува универзитетскиот професор Димитар Евтимовски. Платата представува некое мерило за вредноста на човечкиот капитал кој што ја напушта нашава економија. Околу €1.900.000.000 годишно губиме од невработени. Кога би ја знаеле точната бројка на луѓето кои што ја напуштаа земјата со различни степени на образование, многу е лесно после да се пресмета колку ви се загубите само од одливот на мозоците. Најчеста причина поради која младите заминуваат се парите. Според психологот Станислав Петковски, младите треба да се мотивираат за да не се лажат дека во странство се е совршено. Ајде ние да отидеме на кај што е развиено и тогаш таму ќе успееме, а овде нема да успееме. Ако Перо не е успешен во Македонија, најверојатно нема да биде успешен и во Нови Зеланд. Радикално зголемување на стипендиите за талентирани студенти, приоритет при вработување на младите стручни кадри и вреднување на нивниот труд се само дел од решенијата што ги нуди Зоран Збрчански од Младинскиот образовен форум и студентската организација Кустон. Младите средношколци за Македонија, 70% од нив не веруваат ни на локалните ни на државните власти, односно сметаат дека државата е водена од малкумина кои што гледаат само за себе и сметаат дека властите, политичарите не работат во корист на младите, туку во сопствена корист. Досега владата во манифестот има само еден проект за спречување на одливот на мозоци. Дипломатите што се школувале на факултети во 10 најразвиени земји, државата да им даде дополнителни 30% од платата при првото вработување во Македонија, но само за 3 години. Социологот Весна Спасовска вели дека ниеден социолошки проблем не е без причина и дека државата мора да превземе нешто. Ако сме стварно патриоти, треба да си бидеме патриоти за својата држава, а не да идеме во странство да работиме. Отидеме за програми и случаи нема да се радиш, парата лажи. Јас го сакам Мим радио. Вашето омилено Мим радио. Јас го сакам Мим радио. Вие слушавте Мим радио. Нашите емисии можете да ги најдете на vs.edu.mk/подкасти. Придружите ни се повторно следната недела и дознајте повеќе за купувачките навики на македонците. Вашето омилено Мим радио.